Прилеп од секогаш во многу општествени полиња бил авангарда, пионер и предводник на новите текови, трендови и промени. Така бил и во далечната 1941 година, кога прилепските партизани, први во Македонија, се кренале на востание против фашистичкиот окупатор на 11 октомври, со нападот на участакот и убиството на стражарот на овој објект, со што е започната револуцијата. Значи, овој објект е изграден негде почетокот на 20 век и во текот на своето постоење бил винскијан, бил интернат во текот на меѓу двете светски војни. Потоа периодот 41-44 бил бугарска полициска станица. Од 44 и македонската, односно прилепската милиција, еден дел од неа бил сместен во овој објект, за да негде 50-тите години и комуналното предпријатие за градска чистота бил сместен во овој објект. Конечно, 1952 година градските власти се ангажираат и се формира првиот музеј на народно-ослободителната војна, кој што тоа е една мала поставка која што се базира на фотографии и документи и која што во текот на своето постоење па до денес таа има свој развој и претрпува своји измени, дополнувања. Со подигнувањето на ова востание, македонскиот народ уште еднаш ја потврдил желбата за создавање на своја собствена и самостојна држава и дека ова партизанско движење е само продолжување на многу борбени генерации од минатото. Победничкиот истрел не бил во суштина само символичен чин. Напротив, прилепските партизани го продолжиле револуционерниот од на многу борбени генерации низ минатото, вклучително и линденците од 1903, со која се заокружила државноста на некој начин со ова востание, односно со оваа борба која што довела до државност на Македонија со вториот Илинден, 1944 година, на првото заседание на АСНОМ, а како увертира на тоа, односно тоа е основа за референдумот кој што се случил на 8 септември 1991 година, со која Македонија станала самостојна и независна република. Поставката во музеот е поставена на површина од 236 метри квадратни, распределена во 3 сали. Во првата просторија долу започнува со документи за Прилеп од првата половина на 19 век, периодот на преродбата, Балканските војни, Првата светска војна се до Втората светска војна. Има и една импровизирана канцеларија на началникот на бугарската полиција, но представена и собата каде се измачувале партизаните и нивните соработници. Меморијалниот музеј е официјално отворен во 1961 година, по повод 20 годишнината од подигнувањето на востанието. Поставката е менувана во текот на годините, а денешниот облик го добива во 2011 година по повод 70 години од подигнувањето на востанието. И во тој поглед на повеќе паноа со текстови, фотографии, карти, скици и така натаму е представена историјата на Прилеп и Прилепско во тој период. Во суштина, тој период го обработува и периодот кога се појавува Македонската револуционерна организација, потоа Комунистичката партија на Југославија, па ВМРО Обединета, значи сите оние прогресивни сили на некој начин кои што го повикуваат на некој начин македонскиот народ да се дигне на вооружена борба, да се дигне на разноразни средства на борба против поробувачите. Тука позади нас исто може да се види една импровизирана канцеларија во тоа време на командирот најверојатно на овој учесток. Така. Како што напоменав, 1941 до 1944 овој објект е бугарска полициска станица и овој објект импровизиран, како што го гледате во самава поставка, е канцеларијата на бугарскиот началник, кој што тука ја обавувал својата функција, а во суштина и на ова
столица, така речено, ги испитувал напредните дейци, сите оние кои што работеле на доброто на својот народ. Нажалост, овде веројатно поминале многу денови и мигови, тортурирани од бугарските окупаторски сили, голем број на партизани, на дејци, на комунисти, на патриоти, сите оние кои што се сакале својата држава и работеле на незина слобода и државност. На вториот спрат се наоѓаат сала број 2 и главната сала на музеот. Тука посетителите на почетокот може да се запознаат со потпишувањето на Тројниот пакт на Кралството Југославија со нацистичка Германија, демонстрациите во Белград против тој пакт и нападот на Југославија од страна на Германија, капитулацијата на Кралството на Југославија и поделбата на државата на различни сфери на влијание. Македонија тогаш е поделена на два дела, од кои што едниот дел го контролира Бугарија, а западниот дел Италија. Особено треба да потенцираме дека местниот комитет на Комунистичката партија на Југославија на Прилеп, под раководство со на Вера Ацева, на Кузма Јосифовски Питу, на Мирче Ацев, Борка Талевски и редица на борци и активисти кои што особено биле многу добро организирани, не седеле со скрстени раце, тие ја исфрлаат паролата ни аир од србите, ни берикет од бугарите. Така да одма организираат средби, состаноци, со цел да се формираат, бидејќи со капитулацијата на Југославија на 22 април бугарските окупаторски сили влегуваат во Македонија, односно тој ден и во Прилеп, и покрај воен тие воспоставуваат, сака да воспостават и административен апарат, во суштина сите оние административни активности од општина до други институции, сакале нормално да бидат во функција на бугарските окупаторски сили. Тука можеме да го потенцираме фактот што бугарите сакале да го обноват читалиштето Надежда, кое што е формирано уште во втора половина на 19 век, меѓутоа прилепските комунисти, меѓу кои Бурка Талевски, а тука бил вклучен и Методија Андонов Ченто, ставаат отпор и наместо Надежда тие дават предлог тоа читалиште да се вика Гоце Делчев. Бугарските власти, бугарските сили, бугарските делегати на тоа собрание не го прифатиле, меѓутоа бидејќи комунистите биле добро организирани, превладало и гласањето довело до тоа се вика Гоце Делчев. Се разбира, набрзо доаѓа и до прогласот на Централниот комитет на Комунистичката партија со цел да се дигнат на востание и полека една по една република од поранешна, значи од Југославија, се дигаат на востание во Србија, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина. Нажалост, поради внатрешните судири и поради ставовите на одредени членови на Покрајнскиот комитет, востанието во Македонија започнува, како што напоменав, на 11 октомври, со внатре партиските судири, кои што ги предизвикале од фактот што македонската партиска организација била припоена или барем сакало да се припои кон Бугарската комунистичка партија. Меѓутоа Јосип Брз Тито на тоа реагира жестоко кон Коминтерната, така да престојува преструктурирање во самиот покрајнски комитет и негде од септември се работи на вооруженото востание. Овде во оваа сала е прикажано излегувањето на првите партизани на ноќта меѓу 12 и 13 септември на планината Бидимаш, односно на Селечка, кога 7 партизани излегуваат во партизани, кон нив по неколку дена се приклучуваат уште четворица и формираат првата партизанска чета, која што на некој начин е потоа и основа за формирањето на првиот прилепски партизански одред Гоце Делчев. Со тоа што првиот партизански одред се вика Гоце Делчев, читалиштето партизаните сакаат да се вика Гоце Делчев. Тоа го кажува оној континуитет на борбата на македонскиот народ што го имал од елиненскиот период па се до Втората светска војна. Јас често знам да кажам
ако они од 1903 биле првите илинденци, овие од 41 до 44 биле вторите илинденци. Тие, како што напоминав, го продолжиле револуционерниот ток на многу борбени генерации и за среќа ова е првото ослободително востание кое што е кронисано со државност на Македонија. Самиот факт што Прилепскиот партизански одред е Гоце Делчев, Кузман Јосифовски е наречен Питу, Спасите Мелковски Карев, Трајко Бошковски Тарцан и уште наречени Линденски и редица на многу други. Вториот битолски партизански одред Даме Груев, првиот Крушевски партизански одред Питу Гули. Тоа зборува дека партизаните го продолжуваат револуционерниот ток на илинденците. Главната сала пак на музеот е посветена на самиот ден од востанието и што се случувало во периодот после тоа. Било одлучено во 3 борбени групи да се нападнат 3 објекти во градот. Овај објектот, значи бугарската полициска станица или овој објект, првата група, како што гледате, во незе се 5 борци, предводник е Аспарих Јосифовски, братот на Кузман Јосифовски Питу, а борецот кој што требало да го испука првиот куршум е Душко Наумовски. Во него, во таа група се уште и брајчата Блаже Спирковски и Драган Спирковски Максо, како и Милан Димовски. Таа е во суштина таа група која што требало да ја започне борбата, а напоредно со тоа останатите 2 групи требало да изврши напад на затворот со цел да ги ослободи своите соборци, како и да изврши третата група напад, односно да ги прекине телефонско-телеграфските врски. Токму или точно во 10 часот вечерта на 11 октомври Душко Наумовски го убива бугарскиот полициски стражар тука пред овој објект. Со тоа започнува борбата. Во исто време действуваат останатите 2 групи. Со тоа, иако може да се рече една краткотрајна борба, сепак тие се повлекуваат, меѓутоа тоа е голема символика заради самиот факт што една група на луѓе во Прилеп се кренале против бугарските фашистички сили, против една Бугарија која што во тоа време е соработник на фашистичка Германија. После тоа следува повлекување на борците кон Маркови кули, кон Мажучиште и кон Ропотово, за да потоа со групата која што претходно ја напоменав се состанат негде во близина на Степанечкиот манастир Свети Димитрија и официјално на 23 октомври го формираат партизански одред Гоце Делчев. После овој настан, партизаните се повлекуваат, а бугарските окупацијски сили спровеле невиден терор врз населението. Во оваа станица и во други објекти се приведени околу 900 прилепчани, од кои што добар дел се затворени во Битола. На овие понова позади нас, тук можеме да го погледнеме манастирот Степанци, за кој што пред малку зборувавте дека тука е формиран партизанскиот одред Гоце Делчев, но веднаш под него може да ги погледнеме стиховите и текстот на добро познатата македонска народна песна Абре Македонче, која е создадена токму во периодот на народно-ослободителната борба. Во моето истражување потенцирав дека во периодот меѓу 11 октомври и 23 октомври е создадена на некој начин песната Абре Македонче од страна на тројца борци на партизанскиот одред. Тројцата надарени по своето и перо, пишувачко перо, меѓутоа и по музичкото творештво, особено на Ордан Михајловски Уска, кој имал музичко образование и свирал на виолина, а додека Коле Чашуле и Крсе Црвенковски се познати по своето пишување, по својата идеологија, со цел, значи, тие добиле на некој начин задача да создадат песна која ќе поттикнува, која ќе бодри, која ќе повлекува на обединување, на излегување во партизани со цел да се уништи непријателот. Таа има таква една борбена тематика и полека таа официјално е првпат испеана на 8 ноември, кога за првпат партизаните или на територија на Македонија за првпат е
организиран митинг во село Царевич и прв пат партизани влегуваат воопшто во едно село каде што е под окупација на бугарските полициски сили. Додека во селото имало бугарски полициски сили, партизанскиот одред влегува, организира митинг, заробени си бугарските војници, полиција која што е таму. Меѓутоа, карактеристично е што песната се пее, а во исто време се повикува македонскиот народ да се вклучува во партизанските одреди, во исто време се демантираат гласините дека партизаните се уништени, се убиени и така натаму. Меѓутоа, ова е знак дека, напротив, партизаните постојат и се борат против окупаторските сили. Прилеп за време на Втората светска војна броел околу 25.000 жители, од кои што околу 8.000 граѓани учествувале во НОП, од нив пак 2.700 директно со оружје во рака. Прилеп дал 650 жртви, а од 66 народни херои во Македонија, 15 се од Прилеп, 10 загинале во војната, а 5 починале после тоа. Прилеп има и 154 носители на партизанска споменица. Токму затоа, во 1975 година, маршалот Јосип Броз Тито на Прилеп му го доделува орденот за град народен херој. Тоа е огромна заслуга за Прилеп, тоа е секако заслужено признание, меѓутоа самиот факт што зборува дека покрај Прилеп најголемиот дел од главните градови на Југославија, како што се Белград, Загреб, Љубљана, Приштина и Нови Сад, како главни градови на републиките, односно покрајните во поранешна Југославија, и Дрвар и Цетине, како градови од Босна и Црна Гора, Прилеп се бројува во 8 градови на поранешна Југославија, кои што го имале епитетот и кои што го добиле високото државно признание, кој што секако нас не прави горди, меѓутоа во исто време не прави горди, меѓутоа и ни дава задача да се грижиме и да ги негуваме традициите од народно-ослободителната борба, во исто време да ги почитуваме заложбите на сите оние борци кои што ги дале своите животи и се вградиле во темелите на Македонија, тогаш во рамките на Федеративна Југославија, а денес како самостојна и независна Република Македонија. Кога се зборува за НОП и Прилеп, неминовно е тука да се спомене и идеологот на народно-ослободителната борба, нашиот великан Кузман Јосифовски Питу. Веднаш до главната зграда на музеот во Прилеп, неговата родна куќа, е претворена во уште еден меморијален музеј кој што го има овој град. Се наоѓаме пред меморијалниот музеј Кузман Јосифовски Питу. Ова е неговата родна куќа во Прилеп, така? Да. Се наоѓаме пред објектот на улица Мара Јосифовска, број 20. Мара Јосифовска е сестрата на Кузман Јосифовски Питу и не случајно ова улица е наречена, бидејќи објектот каде што се наоѓаме е родната куќа на народниот херој, една од најсветлите личности во современата македонска историја, продолжувачот на илинденската традиција, великанот кој што бескомпромисно ги брани националните особености на македонскиот народ, личноста која е еден од најголемите водач на македонското народно-ослободително движење и антифашистичко движење, и се разбира човекот кој што ги трасирал македонските државни особености, да речам, и македонска државност. Овдека е задржан автентичниот лик на куќата како што бил за време на неговото детство. Да. Неговото семејство што по илинденското востание, бидејќи потекнува од селото Велмевци, Демир Хисарско, се преселува во Прилеп и неговото семејство е повеќе члено. Неговиот татко Цветан и Левта имаат 5 деца. Најстариото е Аспарух, кој што показно ќе видиме дека е командант на групата која што го напаѓа участокот. Кузман, а потоа се раѓаат 3 сестри на Кузман и на Аспарух, Мара, Стефанка и Павлина. Куќата во
70-71 година од страна на, како по иницијатива на Боречката организација, а прифатена од општествено-политичките организации во Прилеп, како и од општината, но се разбира и со републичките власти, е прогласена за споменик на културата во 1971 година. Откупена е од страна на семејството Пановски, кое што во тој момент живеело во оваа куќа, и пристапено кон темелна реконструкција и адаптација на овој објект во меморијален музеј посветен на ликот и делот на големиот Кузман Јосифовски Пито. Овој музеј, како што споменавме, е пуштен во употреба 1977 година на 11 октомври. Автор на поставката е Коце Солунски, во консултација со братот на Кузман, Аспарух Јосифовски. Сите предмети во куќата се автентични, односно се отстапени на музеот од страна на семејството Јосифовски. Еве куќава, како што гледате, е типична македонска куќа на некој начин, Со чардак. Со чардак, на високо приземје, со визба, 3 соби. Меѓутоа да овде имаме и неколку помошни простори. Таму е скелето, кое што, знаете, служело за тутун, секое семејство во Прилеп тогаш обработувало тутун. На јужната страна имаме помошни простори каде што обично го обработувале тутуно, меѓутоа во исто време, со оглед на фактот што Кузман и неговото семејство е револуционерно, се одржувале легални состаноци во таа просторија таму. И така, ако погледнете, покрај главната порта имаме и 3 помошни вратничи, односно капичици, кои што има комуникација со соседите за можност за избегнување на кога бургарските полициски сили евентуално би насетиле дека се одржува состанок, да можат да избегаат, да можат да се повлечат во други делови надвор од куќата. Тука имаме еден објект кој што обично го користеле како перална, како бајња и така натаму. И како што напоменав, куќата е на високо приземје, на визба со 3 простори. Кузман е роден 1915 година и основно образование завршил тука во Прилеп, меѓутоа со оглед на фактот што 1929 година гимназиите во Прилеп се укинати, со исклучок на 2 скопски, односно машката и женската во Скопје, во Битола и во Тетово. Останатите гимназии се затворени, така да после завршувањето на основното образование Кузман бил приморан да учи во Битолската гимназија. Во учебната 1931 година се запишува во Битолската гимназија и после 4 годишно успешно завршување на гимназијата, тој се запишува на правниот факултет во Белград, каде до 4-та година исто така успешно студира, завршува, меѓутоа во исто време и е вклучен во разноразните активности на Комунистичката партија на Југославија. Примен е во Комунистичката партија на Југославија во 1938 година и вклучен е во сите оние активности кои што се извршуваат во Белград. И неговата желба за учење, особено ја сакал историјата и не случајно го зел пекарот Питу, со оглед на фактот што уште од мали години, што се вика, бил неговата желба за слобода и за самостојност на Македонија била голема. Има еден интересен податок кој можеби малкумина го знаат, а тоа е дека Кузман поголем дел од животот знаел дека се вика Борка, а всушност се викал Кузман. Имено, кога го крштевале, свештеникот и кумот не можеле да се согласат околу неговото име. Кумот сакал да се вика Борка, а свештеникот Кузман. И се до 7 годишна возраст, до моментот кога тој требало да се запише на училиште, него го викале Борка. Таткото кога пошол во Стара црква да го зема кашталното, тој видел дека неговиот син се вика Кузман, а не Борка. И меѓутоа исто така еден познат податок дека Кузман, бидејќи ги пишувал одредени песни, тој се подпишувал како со буквата Б, бидејќи легално било, значи тоа алудира на Борка, а исто така на неговите родители
во 39-та година, значи на 24 годишна возраст, тој му праќа фотографија од Белград на неговите родители и назад на таа фотографија или на моите родители, подпис Борк. До 41 година, односно 39-та година, на повик на Комунистичката партија, тој ги прекинува студиите во Белград и доаѓа во Прилеп. Во Прилеп станува член на местниот комитет на Комунистичката партија, а наредната 40-та година станува и секретар на местниот комитет на КПС за Прилеп, во исто време и член на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија. Со оглед на неговите квалитети, со неговите знаења, признаења за борбените активности. Она што е интересно во оваа трета просторија во Меморијалниот музеј на Кузма Јосифовски Пито е тоа што барем мене во очи паѓа еден фотоапарат тука и една шаховска табла што очигледно зборува дека тој бил и фотограф, но и љубител кон шаховскиот спорт. Да, тоа се оригинални предмети, собственост на Кузман. Како што гледате, има и фотографии голем дел во оваа просторија, инаку ова е гостинската соба која што користела семејството Јосифовски. Да, љубител бил и на шахот, меѓутоа многу е значајно што тој ни оставил огромно богатство од фотоматеријал, кој што неговото семејство, кога се правила изложба, односно самата поставка, самиот музеј, ги подарил на музеот, неговиот брат. Апаратот е Кодак, собственост, како што напоменав, на Кузман, љубител на фотографијата, секаде, онаму каде што одел, голем дел од фотографиите се фотографирани од него. Нас ни беше лесно со оглед на фактот што тој толку внимателно на секоја фотографија запишувал каде, кога, со кого се случил настанот на фотографијата. Во исто време, да напоменам дека тука гледате указот за народен и легитимацијата за народен херој, напоменам и тоа дека Кузман е заедно со 6 други борци од народно-ослободителната борба прогласен, значи тие како група од 7 души прогласени се за први народни херои во Македонија на 29 јули 1945 година. Овде како што гледате има книги Кузман во собственост на Кузман кој што ги чител, но исто така и книги за Кузман кои што се напишани во повојниот период за неговиот борбен од, што се вика, и активностите негови во текот на војната и предвојниот период. Куриозитет е тоа што тој пишува и со левата и со десната рака, со оглед на фактот што уште како средношколец, односно гимназијаде во Битолската гимназија, го повредил палецот, па морал присилно за брзо време да научи да пишува со левата рака, со оглед на фактот што престоела, евентуално ако него не е напишал домашната задача, казна од страна на професорите. Кузман го викаат и вториот Гоце Делчев, поради сличните ставови, размислувања и постапки кои што тие ги имале и правеле за Македонија. И сега доаѓаме до периодот кога преспанското советување еден значаен настан од историјата на македонскиот народ, каде што случен од 2 до 4 август 1943, во исто време заради и по повод 40 годишнината од Илинденското восстание, на тоа преспанско советување одржано во близина на Отешево, Кузман прави поднесува еден реферат до присутните, кој што зборува за Илинден, зборува за борбата, за продолжување на борбата, за вторите илинденци и она што значи една позната негова мисла дека нас ни е чест што ни се падна да ја водиме борбата, иако не доживува да ја види, сепак наслутува дека борбата ќе доведи до слобода на Македонија и до формирање на македонската државност. За жал, Кузман е убиен во 1944 година во Скопје и не ја дочекува слободата на Македонија.
Но сите овие настани од нашето минато недвосмислено само ја потврдуваат борбата и континуитетот на македонскиот народ за создавање на своја собствена и самостојна држава. Нешто што после долг период се оствари во рамките на поранешната држава Југославија, а кулминираше на 8 септември 1991 година со референдумот за самостојна и независна држава Македонија.